Луѓето кои можат физички да не напуштат, нивните дела остануваат, продолжуваат да го живеат нивниот живот со години, децении, векови, па и милениуми. Анка, се слуша? Да. Павлинка беше залюбена во маџијата на пишаниот збор, но за нејзина несреќа дочека само да го види својот прв роман, тоа е романот Во тунелот. Драго ми е што вечерва со мене и Лидија Дамјанова, која беше во тоа време директорка на библиотеката, и Линден во Делчево, која заедно со Собранието на општина Делчево, на чие чело тогаш се наоѓаше Горан Малешевски, кои беа главните спонзори и главните виновници што во тунелот го виде светлото на денот, што и ова книга имаше навистина една прекрасна промоција во фоајето на спомен домот Асна. Никогаш не можам да им заборавам на сето она што го направија и Горан Малешевски тоа како градоначелник, но и Лидија Дамјанова како директорка на јавната локална библиотека Илинден од Делчево, со што и двајцата покажа како треба да се почитуваат роднокрајните автори, како треба да се ценат делата од областта на литературата. За жал, Павлинка го дочека изданието на овој роман, кој потоа имам и една прекрасна промоција во Кичево, додека незините следни два романи Петра и Во тунелот издадени се постхумно. Петра ја издадовме 2016 година, а Алтан го виде светлото на денот 2019 и овие примероци од Алтан за прв пат се објавуваат, изложени се во јавноста. За Петра исто така должам голема благодарност до Собранието на општина Делчево, на чие чело тогаш се наоѓаше градоначалникот Дарко Шептански, а исто голем удел во издавањето на оваа книга, па и во промоцијата, кога беше промотор нашиот познат писател Милован Стефановски, голем удел даде и библиотеката, јавната локална библиотека Илинден во Делчево, на чие чело тогаш се наоѓаше директорот Митко Поповски. Зошто баш денеска и зошто баш во 17 часот ја закажав на оваа промоција? Има некоја символика тука. Овој книжевен омаж ја закажавме затоа што Павлинка е родена на 10, баш на овој ден, 10.3.1961 година, точно во 17 часот. Затоа и оваа промоција ја закажавме денес, на 10.3, точно во 17 часот. Ако имат нешто горе, или било каде, јас се надевам дека имат, дека се радуват на сето ова што денеска го правиме и за неја, но и за пишаниот збор. Јас не сакам многу да зборувам, мислам дека подобро ќе биде да направиме еден колаж од рецензиите за незините романи, еден колаж од исечоци да прочитаме од романите,
некаде експерименталното театърче во Делчево работеше Владко колку преку 10 години, 15, така? И ние сите бевме едно големо семејство и многу ми е мило и поради мене и поради Павлинка, после нешто верувам дека постои, што тука се и дел од членовите на експерименталното театърче од Делчево, а еден од најдобрите артисти беше Зоран Паговски, Пивото. Зоран Паговски Не сум повеќе постигнал од Георгиевска сигурно. Ништо нема наставено пишено. Инаку Зоки на времето беше голем љубител на скопско пиво, и уште ама веќе него пива легендата за скопско пиво се префрила на златно дакче, слушам. Зоки ќе прочита дел од рецензијата на познатиот црногорски писател и сатиричар Зоран Раонич. Значи, дел од рецензијата за првиот роман на Павлинка Во тунелот и дел од рецензијата на Зоран Раонич. Значи, Зоран на почетокот започнува со задоволството што го запознал македонскиот јазик кој не му бил познат многу дотогаш со овој роман, па пишува дека имам ретко задоволство да читам еден роман во ракопис и тоа на јазик за кој мислев дека ми е далечен и непознат. Овој текст уште повеќе ме приближи емотивниот и мощне поетски македонски јазик кој ми го приближи, кој малку го познавам досега. Па вика, мајсторството на владеењето на јазикот и стилот на пишувањето на господја Георгиевска ме приближи за уште некој чекор од овој јазик. Авторката го стишува колку може јазикот и емоциите за да ја засели драматиката на настаните. Се кажува мирно, мудро, за да на действието му даде замах. Но тука е љубовта, вечна и секогаш поинаква од онаа во најопштото значење. Дека на судбината треба да владееме, иако е неизвестна, иако во некои ситуации ни се чини дека сме неизини господари. Георгиевска не уверува повторно дека сите големи теми, општи теми, се само собрано име за илјада и илјада милиони мали теми, мали судбини. Во романот на Георгиевска посебно ми остави впечаток описите на природата, доживувањето на животот во нив, од животните и растенијата. Романот Во тунелот има приказна, и тоа каква? Таа што на многу современи дела им недостасува. Затоа ова дело мора да има свое место во картата на македонската книжевност. Тоа е доказ дека треба да постои во форма на печатена книга и тоа што поскоро. Затоа од се срце ја препорачувам на издавачите и читателите. Ете, тоа беше источок од рецензијата на Зоран Раонич. Овој роман, јас се надевам дека барем голем дел од тие што сте тука сте го прочитале и отприлика го знаете, но јас би сакал пак со еден краток исечник да се навратиме на романот Во тунелот. Дечевската поетеса Христина Деловска ќе прочита дел исечок од романот Во тунелот. Пред да прочитам, сакам да кажам нешто спорено. Тој што пишува најдобро ја знае сладката мака на создавањето, вечноста на зборот, на духовната оставина. Своето постоење го вградува во секој создаден збор, реченица мисла. Тој секогаш ќе продолжи да постои наспроти смртноста, наспроти постоењето како само уште еден обичен човек.
вечер сите тројца седеа во собата и молчеа. Секој од нив беше задлабочен во своите мисли, сите размислуваа за животот кој како игри кон протрча покрај нив. Тогаш во тишината едва и чујно се слушна гласот на Санде. Раните на телото можат да зараснат и да се излечат, но раните во душата не можат. Тие остануваат отворени и болат се додека човек е жив и додека знае за себе. А првата рана за него беше тунелот. Оттогаш колата тргна надолу, оттогаш започнаа сите маки. Иако тој цел живот од 5 жили ја туркаше напред, колата го влечеше и враќаше назад, носејќи го со него и неговото семејство. Санде доживеа длабока старост. Како сенка се движеше по куќата, пребарувајќи со едната, а со стапот во другата рака. Секоја ноќ се молеше што поскоро да почине, но смртта како да го беше заборавила. Остави уште долго да го мачат ноќни мори и страшни соништа. Се будеше избезумен од страсно, викајќи и бранејќи се со рацете, мафташе во темнината по сеништата што го напаѓаа, што му се смееја и кои доаѓајќи му повторно и повторно го излудуваа секоја ноќ. Тогаш сакаше да си го одземе животот, да ги прекрати маките, ама не беше способен и за тоа. Имаше околу 90 и некоја и со секоја година беше послаб и се губеше, се додека на крајот веќе не знаеше ни кој е ни што е. Веќе никого не познаваше. Ги кажуваше имињата на Донка, на Цвета, Иван и тогаш знаеја дека во мислите е со нив. Беше како распнат на крст, па постојано ја повикуваше и молеше смртта да дојде да го ослободи од сеништата што со години го мачеа и го обземаа. Ноќта кога почина, Раде и Ана загрижени стоеја на неговата постела и гледаа во неговото измачено тело, кое едва и подаваше знаци на живот. Во еден момент, тој со некоја надприродна сила се исправи, седна и со раката покажувајќи некаде над нивните глави, како да гледаше во некој и едва и разбирливо прошепоти: "Простете ми, простете ми." Ја спушти немоќно раката, падна назад во креветот и почина. Раде и Ана се погледнаа. На кого се однесуваше тоа? Во кој главниот герој е Санде, токму баш ова се однесува и за Санде. Како што кажав, драго ми е што со нас е вечерва и Лидија Дамјанова, која беше промотор на првиот роман во Тунелот и ја замолил да каже неколку збора, некои своји импресии од онаа промоција која имавме во 2010 година во Спомен домот Асма во Делчево. Во ова е на Спомен домот. Лидија Благодарам. Малку повеќе сум растажена. Не знам колку ќе можам да зборувам, затоа што промоцијата на романот во Тунелот беше многу лесна, бидејќи Павлинка беше со нас. Со мене ние се консултиравме како ќе ја направиме, што ќе зборуваме. Моите импресии и од првиот пат и до ден денеска не стивнуваат од начинот на кој таа пишува. Во Тунелот и Петра и Алтан сите се романи во кои што се велича семејството. Романи во кои што може да се најде, да се смири човек некако, бидејќи таа го опишува секојдневниот живот, секојдневните семејни обврски и задачи. Тука дава и поговорки во кои што и кога се случи нешто лошо, човек може да најде некоја утеха. Првата промоција беше нешто прекрасно, бидејќи имаше многу луѓе кои што останаа вчудени видени од тоа како некој може да пишува, како некој од Делчево го создал тоа, дури имаше и многу недоверба додека не се заврши целата промоција. На крајот сите останаа и тажни и со солзи во очите, бидејќи романот има содржина тажна и секој, тие што го имаа прочитано,
го доживеа преку тоа што ние зборувавме, а другите го зедоа, па после најверојатно разменувале мислења. Јас не можам повеќе да кажам ништо, чест ми е и секој пат се радувам кога има некое ново дело напишано од наш автор. Многу ми е жал што Павлинка ги остави недовршени книгите, бидејќи со тоа што книгите не се довршени, кај мене, а сигурно и кај тие што ги прочитале незините недовршени романи, останале многу прашања неодговорени. Ама тоа е и така е. Нешто требало така да се случи. Јас мислам дека сепак таа од некаде не гледа и не слуша. На промоцијата на Петра спомнав дека последната порака добиена од неа беше другарице, како културата другарице. Јас веќе не бев на работа во библиотеката, ама јас пораката ја видов многу подоцна. И тогаш кажав дека да, сега има нешто од културата, ама другарице тебе те нема. И ми беше многу тешко, и денеска ми е многу тешко, меѓутоа сепак сум, како да речам, сум срекна затоа што Миле најверојатно со негови големи заложби напори успеа тие романи да излезат, па да видиме без разлика какви прашања остануваат неодговорени или недоречени, или како што вика тука рецензентот дека тој еден ден ќе ги дознае краевите и на двата недовршени романи. Јас исто така како него се надевам дека ќе го дознам тоа, бидејќи стварно го сакам. Сега толку би имала за Во тунелот и за сите книги, а после нешто посебно за Алтан. Драги пријатели, ние сме сепак на една комеморативна промоција. Јас со Павлинка имав добри релации, во онаа време не поврзуваше и некаква трговија. Ние во Цработивиште имавме продавница, тие имаа на Милково брдо, на Старо Делчево таму, и понекогаш така се услужувавме, разменувавме и соки, ово. Но најмногу не поврзуваше мене и Миле и творештвото. Своевремено емисијата за хумор и сатира на Радио Делчево, кога јас таму бев главен и одговорен уредник, а Миле беше мој соработник. Од тогаш до ден денеска ние другаруваме. По некој пат не се сложуваме со се, но воедно се сложуваме дека ние сме сите и менливи и минливи, ама останува тоа што е напишано. А што напишал во поговорот на романот Петра нашиот драг пријател од кичевско потекло Милован Стефановски? Сместено во релативно краткотрајна временска одсечка од 2 и некој ден повеќе од 3 месеци, со рамномерен товар врз 4 носечки лика Петра, Ирина, Коста и Огнен, и соопштено безмалку преку праволиниски тек, действието на романот без остаток и опфаќа животната приказна на младата девојка Петра, која штотуку зачекорува по непредвидливите и неочекувани серпентини на животната врвица, истовремено вкусувајќи ги првите горчливи голтки животно искуство. Авторката, Павлинка Ѓорѓиевска, без непотребни експериментирања, користејќи традиционална, веќе испробана матрица, од првата до последната страница на ракописот, директно се зафаќа со расветлување на душевните бранувања на кревката и животно неопитна млада девојка по име Петра, која уште од раѓањето, не по своја вина, е втурната во челуста на животот и принудена да го изодува по тешкиот пат
за да стигне до порамните и со самото тоа евентуално поспокојни животни исходишта. Ти, да ти, Петра ли беше? Петра застана речиси се в камени. Да ја удреше гром во ова есенско утро, помалку ќе се изненадеше. Снагата ја истрапна, а во главата почувствува тресок како некој со чекан да ја удри. Мене ли ме викна? Што сака од мене? Никогаш досега таа ми се нема обратено. Мора нешто да сум сгрешила. Овие прашања за миг поминаа низ главата. Беа причина срцето од возбура, со страв, силно да ја удира во градите, а нешто како со клешти да ја зграбчи за вратот, па успеа со голем напор да изговори. Да, јас сум Петра. И само толку, застана. Речиси се вкопа в место, а нешто непознато, нејасно и страшно се згрупчи и се свитка во незините гради. Наликуваше на мало, безпомошно глувче, покрај кое поминува змија, која се парализирала од страв, но која сепак се надева дека таа ќе помине покрај него и нема да го забележи, за потоа да продолжи понатаму. Веднаш оди во канцеларијата на директорот, рече жената, покажувајќи со очите кон просторијата на која со големи букви пишуваше директор. Петра се уште беше во кожата на глувчето, па не можеше ниту да се придвижи, ниту глас да пушти. И тоа траеше се додека во ребрата не почувствува краткотрена остра болка, од која се сепна збунето гледајќи во Азра. Отпост се свати дека токму таа ја беше удрила. Петра само стоеше пред неа, гледаше и ништо не можеше да разбере. Ајде оди, Петра, што чекаш? Оди да не те чека директорот. Знаеш каков е кога ќе се наути, рече Азра, потурнувајќи ја по канцеларијата, а самата со брзи чекори кои не беа својствени за неа се оддалечи од Петра, губејќи се зад вратата од трапезаријата. Другото мислам дека сте го